Време е и за првото гостување утрово. Во наредните минути разговараме со претседателката на Сдруженијето на граѓани за борба против ракот Кики. Односно во студија пречекуваме Билјана Мицевска-Јосифовска. Изминатава година Сдруженијето на граѓани имаше мисија да обезбеди поддршка, психолошка, информативна и општествена. Меѓутоа, исто така, во изминатите 365 дена зборуваа и за подигнувањето на јавната свест и колку е важно всушност раното дијагностицирање. Билјана, добро утро. Зад името Кики стои една лична, болна, но многу инспиративна приказна. Ајде малку да дадеме вовед всушност околу сеќавањето на вашата пријателка, која што беше клучниот двигател оваа иницијатива да прерасне во една сериозна поддршка за пациентите. Добро утро до вас, добро утро или добар ден до гледачите на утринската програма на Македонската телевизија. Ви благодарам посебно што денеска имаме можноста да зборуваме за нашето здружение, бидејќи денеска ја одбележуваме една година од постоењето на ова здружение. Здружение кое е посветено на моја драга пријателка, на моја драга другарка. Тоа е Кики, личност која што остави печат како во приватниот свој живот, така и во работата. Помагаше на многу луѓе онолку колку што можеше и почувствував потреба да ја продолжам нејзината солидарност, поддршката, емпатијата која што ја имаше и истовремено тоа да биде сеќавање на неа. Сите ние се нарекуваме тимот на Кики. Оние кои што го основаа ова здружение се разбира покрај мене, тука се и Сандра, Снеже, Марија, Бранка, Вилма и фамилијата на Кики. Ние го правиме ова волонтерски, меѓутоа верувајте, ова го правиме со љубов кон Кики и го правиме со љубов кон сите оние на кои што им е потребна помош и на кои што им е потребна нашата поддршка. Така. Што ве научија изминатите 365 дена благодарение на директниот контакт што го имавте со пациентите? Сите на еден или на друг начин се соочуваме со проблеми. Меѓутоа, здружени проблемите полесно се поминуваат. Она на што пациентите, посебно да кажам од оваа група на пациенти им е потребно, е силна заедница која што стои зад нив. Тие треба да се чувствуваат дека покрај нив и со нив во секој нивни чекор има некој на кој што ќе можат да се ослонат. Токму тоа го велиме, бидејќи солидарност и поддршката може да направат голема разлика во животот токму на овие луѓе. Така да изминатава година се трудевме да ја истакнеме таа наша солидарност и можноста на секој начин да дадеме поддршка на овие лица. Постојано апелирате дека информираноста е првиот чекор кон лекувањето. Зошто постои се уште страф или стигма кај нас отворено да се зборува за ракот? Тоа е поради можеби личното неприфаќање или страф од прегледи превентивни и каде е тука улогата на општеството? Какви луѓе сме станали ако општеството има право да дискриминира некој што се бори со состојба рак? Да. А за жал постои тоа се уште. Да. Кога зборуваме отворено, стравот се намалува. Се намалува и стигмата. Луѓето стануваат поинформирани и реално полесно бараат помош. Затоа работиме на јавни трибини, на едукативни активности, се со цел да им ја приближиме информацијата на луѓето. На жал морам да признам дека женската популација е онаа која што е поотворена да зборува, за разлика од машката популација. Ние со нашето здружение имавме неколку обиди да зборуваме за машкото здравје. Меѓутоа, верувајте, мажите се многу позатворени кога станува збор за овие прашања, за овие теми. Се разбира дека ние ќе продолжиме да работиме на тоа. Меѓутоа, добро, вие и во самото прашање наведовте, навистина е така, луѓето кога се соочуваат со еден ваков проблем, се соочуваат со оваа болест, стравот е тој што е, како да ви кажам, пресуден. Кој како ќе се однесува. Ние имаме, на жал, и пациенти кога ќе дознаат за одредена болест, дека ја имаат, знаете, едноставно не сакаат да реагираат понатаму. Јас конкретно имав средба со млада девојка,
која што свесна дека има рак на дојка, не сакаше да оди на интервенција, нели, да и се отстрани ракот. Тоа е тој страв. И мислам дека само преку едукација, само преку едукација, преку информираност на граѓаните, можеме да спасиме животи. Значи, секоја интервенција што е во рана фаза, верувајте дека спасува живот. Така. Освен едукативниот дел, што е во вашиот фокус на работењето, Сдруженијето Кики организира и друг вид помош и поддршка за нашите граѓани. Таков беше и бесплатниот преглед на БЕМКИ. Колку е и колкав е одзивот на таквите бесплатни проверки? Мај е месец на борбата против меланомот. Секоја година мај се повеќе некако зема замат и се проследува токму борбата против меланомот. Минатата година ние како здружение организиравме јавна трибина насловена како Меланом, тивок непријател под кожата. И морам да ви кажам дека она што не разликува од другите кога ги организираме овие јавни трибини е тоа што ние гледаме проблемот да го разгледаме, односно за проблемот да дискутираме од повеќе аспекти. Така, например, на оваа трибина, покрај две докторки кои што беа дерматовенеролози, имавме повикано и доктор хирург и онколог. Значи, го гледаме целиот процес од утврдување, скрининг и утврдување на проблемот, негово решение, односно интервенција и третман по него. Морам да признам дека оваа трибина беше навистина многу посетена и го надминавме и времето кое што ни беше планирано за разговор со гостите, бидејќи имаше голема заинтересираност од публиката. Но она што најмногу мене ме изненади, јас искрено се сомневав дека ќе имаме голем одзив за бесплатниот скрининг и ги повикав сите мои блиски пријатели, роднини, да се ангажираат, да дојдат, да се прегледаат. И бев изненадена кога почнаа да ми се јавуваат луѓе да ми кажуваат дека нема термини, дека тие прегледи треба да ги продолжиме бесплатни за 2 или 3 дена. Она што е битно е да напоменеме дека токму во месец мај, ова е информација за вашите гледачи, ќе има и оваа година бесплатни скрининзи. Ќе треба преку мас-медиумите, преку социјалните мрежи да следат кои денови каде, дали е тоа приватна ординација, дали се тоа приватните клиники, значи ќе се организираат јавни скрининзи кои што се реално бесплатни. И моја препорака, топла препорака до сите, ваквите скрининзи да ги посетат, односно да извршат еден преглед. Тоа, верувајте, е толку, значи, воопшто не е, мислам, ништо страшно, сигурноста, превентивата е најбитна. Так. Денес, 24 март, ќе ја најавиме трибината Спортско срце. Фокус ќе бидат спортистите и рекреативците, каде се пресретнуваат тука физичката активност и превенцијата од сериозни заболувања. Кој се може да биде на трибината денес, каде ќе се одржува, во колку часот, нели да ги кажеме и тие детали? Да. Спортот или физичката активност влијаат позитивно и терапевски за менталниот развој на луѓето. Една од главните препораки на докторите е покрај лицата кои што се заболени или кои што се на третман, кои што се лечат, да бидат физички активни. Физички активни подразбира да шетаат, да трчаат, да планинарат, да возат точак, да пливаат. Активностите можат да бидат различни. Битна е мобилноста на луѓето. Бидејќи верувајте дека спортот многу влијае на менталниот, посебно на менталниот развој на луѓето. Денеска ние организираме работилница во Инокс центарот, тоа е старата дискотека Метропол, на плоштад Македонија, веднаш до влезот на зградата на Телеком, од 17 часот. Трибината е насловена како Спортско срце. Тоа е трибина која што е наменета за сите оние кои што во минатото се бавеле со професионален спорт, за рекреативците, меѓутоа и за родителите на оние деца кои што се бават
се бават, иако се млади, започнуваат да се бават со спорт. Денеска на оваа тема ќе зборуваат тројца истакнати кардиолози и еви еден јавен апел до вашите, односно нашите денешни гледачи, да ни се придружат денеска во 17 часот во Инокс центарот и се разбира да ги постават своите прашања до истакнатите кардиолози за онаа тема која што нели е од нивни интерес. Така. Што е она што најчесто ви го кажуваат пациентите, што им недостасува во нашиот здравствен систем и од аспект на поддршка, меѓутоа и се останато што го вклучува во нивниот третман? Човечкиот пристап. Човечкиот пристап е она што секогаш некако прво се истакнува. Она што нам ни недостасува, ние имавме идеја во нашето здружение да го направиме тоа, меѓутоа поради финансиски причини не сме сега во можност. Тоа се групите за поддршка. Групите за поддршка секаде во светот се многу актуелни. И овие групи не се однесуваат само за лица кои што заболуваат од одредена болест. Се однесуваат за членови од семејството. Кога говориме за ракот, ние не говориме за индивидуа. Ракот не е индивидуална болест. Ракот е болест на семејството. И од тука овие групи кои што се за поддршка се добре дојдени. На жал се надевам дека сега не сме во можност, дека за година дена и со финансиска поддршка би можеле да започнеме со едни вакви групи и да работиме на нив. Но она што јас лично најмногу се залагам, морам да кажам, е следењето на светските протоколи. Денеска онкологијата, фармацевската индустрија, навистина се толку многу напредни. Светските протоколи се менуваат, верувајте, во некои области за одреден тип на карцином и на 6 месеци. Да не зборувам на година, на 2. На жал, кај нас имаме протоколи кои што се користат веќе 10-5 години, па некои дури и повеќе. Она што е многу битно е да ги следиме светските трендови. Ова ќе ви го кажам и како еден тип на преку еден пример. Денеска онкологијата особено, карциномот на дојка, ова го земам нели како пример, го третира како индивидуално прашање. Пациентот индивидуално се третира. Што значи тоа? Кога имаме еден пациент кој што е заболен во случајот карцином на дојка, тој треба да биде прегледан од хирург, од рентгенолог, односно радиолог, се извинувам, и од онколог. Тие тројца доктори треба да создадат една слика за болеста, односно кој тип на карциноме, и индивидуално да се пристапи при лечењето на пациентот. Што се случува кај нас? Кај нас повеќе од 50 пациентки, кога ќе дознаат за својата состојба, веднаш одат на клиниката за, односно да се отстрани проблемот, што би рекле, на хирургија. А потоа се третираат радиолошки или пак онколошки. Во некој случај и во некој третирање на канцер, тие можат да бидат обратни, процесот да биде реверзибилен, односно прво да биде користена онколошката терапија или радиолошката терапија, а на крај да се користи на хирургијата и да не се дојде до така наречената двојна масектомија или масектомија на една града на. Така да лично ако мене ме прашате, мислам дека треба најмногу да работиме на протоколите, да ги следиме светските протоколи и со пациентите да се работи индивидуално, со секој пациент засебно, а не да се гледаат пациентите, да, има рак на дојка, тоа е третманот. 6 например, 6 терапии хемо или не е таков пристапот денеска. Да, секој организам е различен, ете така. Да. Кажавме дека постоите една година, баш овие денови го одбележувате тоа. Денес ќе потсетиме уште еднаш за трибината исто така која што ја организирате. Затоа предпоследното прашање би било како понатака во следниве години од постоењето во однос на соработките со други регионални центри или меѓународни организации. Имате ли некои планови, некоја стратегија како во иднина? Да ви кажам искрено, и првично започнавме со една таква идеја, меѓутоа
На жал, не успеавме да ја реализираме и се надевам дека од следната година бараме начини како, следната година ќе започнеме. Превенцијата, како што напоменав на самиот почеток, информацијата е најбитна. И искрено, многу помала информираноста на граѓаните низ државава отколку во Скопје. Се чини во Скопје некако сите се повеќе и на мас медиумите, интернетот, се информираат, емисии, подкасти. За разлика пак од тоа, например, во помалите градови помала е информираноста и од тука мислам дека ќе биде добро да се вмрежиме, да се здружиме со други помали невладени организации ширум државава и да започнеме со вакви едукативни трибини, јавни трибини и да вршиме еден вид на дисеминација низ државата. Така. Лијана, за крај на денешниот разговор, која е вашата порака до сите оние кои што можеби го одложуваат тој превентивен преглед токму поради стравот кој што го коментиравме на самиот почеток? Да, превенцијата може да спаси живот. Тоа е тоа е она што е основна порака до нашите денешни гледачи. Меѓутоа, за сите оние кои што живеат исто како што нели ние живееме во една, да кажам, динамика, дека клучни се годишните контроли. Она што е битно е еднаш во годината секој да направи контрола, дали се тоа кардиоваскуларните прегледи, една преглед се разбира една крвна анализа, кај жените тоа е ехото на дојка или мамографијата, гинеколошкиот преглед, кај мажите се исто така и тероидата. Значи тоа се некои контроли кои што ќе може да ни помогнат да ни дадат слика за нашето тело. Затоа велиме, превенцијата може да спаси живот. И верувајте дека е така. Ние имаме болести, каде, например, еве, зборувавме за меланомот. Меланомот во првата и во втората фаза, значи, е апсолутно лечлив. Луѓето со меланом во прва и во втора фаза го продолжуваат со одредена терапија, со одреден третман, го продолжуваат својот живот, доживуваат длабока старост. Така да, ако навреме ги фатиме одредени работи, верувајте дека и резултатите ќе бидат добри. Така да, основната порака од денешниот разговор е токму тоа, дека превенцијата може да спаси живот. Ви благодарам многу за поддршката и за поканата денеска да зборуваме за Сдруженијето Кики и за нашата попладневна активност.